Поздрав! Ги поздравувам сите љубители на астрологијата, секако и сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот астролошки канал. Денеска сакам да зборувам за месецот март 2025 година, подобро речено, кои битни случаи ќе се случат во овој месец. Па да речам, многу битни случаи ни стојат пред нас. Значи, месецот март дели два астролошки знака. Тоа е знакот Овен, подобро речено знакот Риба и знакот Овен. Исто така, кога ќе влезе на 20 март сонцето во знакот Овен, тогаш почнува и новата астролошка година, која што ќе биде под влијание на планетата Венера. Сега, Венера има исто така многу битна улога во овој месец, подобро речено, па све до 5 јуни, ќе бидат сите љубовни врски на испит. И не само тите љубовни врски, него и нашата вредност. Како ние вредиме, колку ние вредиме. И тоа ќе биде исто така на испит. Меѓутоа можеме да кажеме дека сите врски, љубовни врски, односи ќе бидат на испит. Зашто е тоа така? Затоа што Венера ќе патува и она се наоѓа актуално во знакот Овен на 10-тиот степен. И она ќе патува, ќе биде ретроградна, ете од утре, од 2 март, ќе го почне својот ретрограден пат, каде што ќе се враќа наназад измеѓу знакот Овен и знакот Риба. И тука ќе се сретне пак со ќе направи една конјукција со Нептун, кој што ќе се сретне со Нептун и со северниот јазол и понатаму до крајот на незиниот транзит исто така со Сатурн. Сега тоа ќе биде до 13 април, каде што ќе почне полека нанапред да оди. Значи ќе почне да биде директна. Ќе својот цел овој пат, ретроградноста и овој директен пат, додека го дојде пак до знакот Овен, до крај на знакот Овен, тоа ќе биде еден доста долг период и да речеме конечно од 5 јуни ќе стигне конечно во својот дом во знакот Бик. Значи да речеме еден доста долг период. Како што реков, Венера исто така владар на оваа цела нова астролошка година, која што ќе почне од 20 март 2025 година. Значи сите тие љубовни врски ќе можат да бидат на испит. Зашто е тоа така? Затоа што исто така и Марс, кој што е владар на знакот Овен, се наоѓа во знакот Рак и каде што оваа планета исто така еден многу долг период имаше и уште има, каде што беше ретрограден, значи стварно многу долг период во знакот Рак, каде што не се чувствува толку добро, каде што сите ракови, асцендентот и оние што го имаат сонцето, не се чувствувавме баш толку пријатно, можам и ја тоа да го потврдам. Сега Марс почнува исто така полека да се движи директно, меѓутоа тоа исто така многу полека. Значи, Марс и Венера се наоѓаат актуално, не се во своите седишта, не се наоѓаат во својот дом и овие две лични планети, кои што ни ја представуваат љубовта, Марс и Венера секогаш зборуваат за женски и машки пол, се наоѓаат на едно место каде што не се чувствуваат добро,
да речеме, Марс веќе го завршува својот пат на ретроградноста, меѓутоа он стои тука, он е стационарен, стои и не влие, он го врти својот правец, меѓутоа не може да делува толку како што да би се наоѓал, например, во својот дом во знакот Овен. Значи, сите тие љубовни врски, партнерски односи, ќе бидат сега на испит. Само ако бидете искрени во тоа, затоа што ако не бидете искрени и понатаму ќе си живеете во таа проблематика. Марс и Венера, ако не се наоѓаат во својот дом и си прават една квадратура меѓу себе, тоа означува дека постојат некои кавги измеѓу машкиот и женскиот пол. Значи, тоа не е нешто хармонично. Затоа можеме да кажеме дека кога една планета како што е сега Венера, која што ќе патува доста долг период наназад, па ќе биде пак директна, значи тие љубовни врски ќе бидат сите на испит. На 27 март, уште зборувам за Венера, значи, на 27 март ќе пристигне Венера на својата екзалтација, на своето место, каде што се осеќа многу, многу пријатно во знакот Риба, значи тоа е незиното место кај што се чувствува многу, многу пријатно. И што ќе се случи тука? Можеме да кажеме, секогаш кога Венера е ретроградна, сосема друга енергија е таа во знакот Риба, значи тоа е скоро незиниот дом, да речеме. Што може тука да се случи? Па да се врати, можеме, некоја стара, бивша љубов. Дали вие тоа ќе го прифатите, тоа зависи од вас самите. Што може друго да се случи? Венера, кога ќе биде во знакот Риба на 27 март, ќе направи една конјункција, значи ќе се спои со Нептун, и не само со Нептун, него и со северниот јазол. Кога ќе се спои со Нептун, тоа ќе биде, значи, еден последен пат од таа преградка со Нептун, затоа што Нептун ќе биде на 30 март, го напушта својот знак Риба, кој што веќе беше 14 години во знакот Риба, и ќе патува понатаму, ќе пристигне на 0 степен во знакот Овен. Каде што ќе остане до 22 октомври, па потоа пак ќе се врати во знакот Риба на кратко и од 26 јануар 2026 година ќе влезе конечно во знакот Овен, и за тоа сигурно ќе направам друго видео. Значи, кога ќе се спои пак Венера со Нептун, ќе биде во преградка со него. Тука ќе бидат емоциите, значи, многу, многу нагласени, не само емоциите, туку и таа женската енергија, што е жената, што ја представува исто така жената. Жената во знакот Риба е една мила девојка, една нежна девојка, која што сака да се спои, да се стопи, да речем едноставно, со некого. Значи, таа енергија на Венера во знакот Риба, која ќе направи една конјункција со Нептун, го носи тој потенцијал во себе, каде што ќе сака да се стопи со некого. И таа могуćност постои, затоа што туку го имаме и северниот јазол. Северниот јазол, кога ќе се спои со Венера, носи нова љубов. Сега, значи, за сите они од вас кои што ја имаат тие степени некои битни планети, да речеме на крај на знакот Риба, и битно е да се знае во која куќа, на кое поле се наоѓа знакот Овен и знакот Риба. Глобално речено или колективно речено за сите нас, тоа не значи дека
ќе ни се врати некој бивши или некоја бивша. Тоа не значи. Битно е да се знае на кое поле се случува таа случка. Ама секогаш кога Венера се спојува со Нептун, таа е една феноменална енергија, на една креативна енергија, креативно да делувате, тоа ќе ви носи среќа. И секако кога ќе се спои со северниот јазол, тоа може да биде една енергија, една нова љубов. Може би. Тоа беше за Венера и како што кажав, последниот конечно ќе го напушти знакот Овен, тоа ќе биде на 5. јуни 25 година, значи еден доста долг период каде што Венера ќе имаме сите могуćност што представува Венера, сите незини символи ќе бидат на испит. Затоа исто така и Марс беше доста долг период ретрограден, сега го врти својот правец и почнува директен да биде. Значи, сепак и тука постои еден испит. Ајде малце наназад да се вратиме. Се зборував, значи, за Венера, затоа што она ќе биде таа планета и главна за цела година, затоа што ќе биде владар на 2025 година. Новата астролошка година почнува кога Сонцето ќе дојде на 0 степен во знакот Овен. Кои други битни случаи ги имаме во овој месец? Исто така ги имаме и овие затемнување на месечината, кој што е многу битна. Затемнување на месечината ќе имаме на 14 март, каде што Сонцето ќе се најде на 24 степен во знакот Риба, месечината во знакот Девица исто така на 24 степен. Потоа на 15 март ќе биде исто така и Меркур ретрограден. Значи, тоа е многу битно, затоа што Меркур и Венера ќе патуваат заедно, ќе се враќаат наназак од знакот Овен. Што значи сега тоа? Меркур, планетата која што ни го представува начинот на комуницирање, исто така кога се наоѓа во знакот Овен, значи сите оние што го имаат Меркур во знакот Овен, све они што ќе кажат, тоа е битно. Друго не постои, затоа што они знаат све. Таа енергија во Меркур во знакот Овен. Па сега ќе биде таа планета ретроградна. Што значи една ретроградност? Тоа не значи дека сум слушнала другите што кажуваат, моите колеги, не смеете да подпишувате договор, не смеете да купувате некоја кола или стан или нешто во овој период на ретроградноста. Баш тоа, драги луѓе, тоа не е така. Затоа што ако ја треба нешто да направам, некој договор, и сум во склад со себе си, знам дека е тоа 100%, тогаш не е битно дали една планета е ретроградна или не. Битно е, јас можам тоа само да го преиспитам, да го почувствувам и да може да се информирам уште малце повеќе за тоа. Значи да собереме малце повеќе информации, да се повлечеме наназад, да го преиспитаме тоа. Чекај ја малце да прочитам дали ова, дали она, све е окей. Тогаш ќе биде све окей. А не значи тоа дека кога една ретроградна, поготово кога е Меркур ретрограден, дека не треба да подпишуваме договори, дека не треба ова, дека не треба она. Не е тоа баш така. Во ред, значи Меркур и Венера ќе патуваат, ќе бидат заедно, ќе бидат ретроградни во знакот Овен, што значи исто така ќе мора да го приспитаме нашиот ум, да ја преиспитаме нашата комуникација. Дали сме сега, секогаш ние во право со тоа што мислиме. Значи, не е ништо лошо. Потоа имаме на 29 март таа соларната еклипса, што значи тоа затемнување на Сонцето на 8 степен во знакот
Овен. Исто битно тука за вас, дали имате некои лични планети на 8-миот степен во знакот Овен. За овие еклипси ќе спремам специјално видео, за да не биде ова видео ептен долго. И потоа имаме, тоа најглавната случка што ни се случува во овој месец, за мене таа многу битна, каде што Нептун, после толку години, после 14 години во знакот, во својот дом, во знакот Риба, го напушта знакот Риба, за жал, и патува понатаму, ќе пристигне на 0 степен во знакот Овен. Која би била таа енергија кога Нептун ќе пристигне во знакот Овен? Сега, што можеме да кажеме за оваа енергија? За Нептун ќе остане само до 22 октомври во знакот Овен, каде што ќе може да почувствувате што може да ви се случи во овој период. Он исто тука доста долг период ќе остане. И сите за оние дечиња што сега ќе се родат, да речеме, од 30 март понатаму, ќе го имат овој Нептун, ќе биде кај нив поставен во знакот Овен. Која би била таа енергија на Нептун? Ајде да речеме толку едноставно. Кога водата кога ќе ставиме вода во огинот, што се случува тогаш? Уште еднаш. Кога се става вода врз огин, што се случува тогаш? Па се гаси огинот. Така ли? Таа е таа енергија, а сега ви размислите понатаму што значи тоа. Нептун во знакот Овен пристига на 30 март, точно во 14 часот и 46 минути. Секако и за таа енергија ќе направам едно специјално видео. Доста големи случки не очекуваат во овој наш универзум во овој месец март 2025 година. Ако сте можеби вие заинтересирани за една лична консултација, например, што би можел Нептун да значи во знакот Овен во вашата натална карта и какви аспекти ќе прави, или па може сакате да ја запознаете вашата натална карта, да се запознаете самите себе си. Ако тоа сакате да го дознаете, слободно ќе може да ме контактирате. Ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!